Добар ден, почитувани медии. Денеска со градоначалникот и директорот на платежната агенција заедно со членовите на управниот одбор на Сдруженијето Бело Злато имавме една работна средба во која што еден од разговорите, односно целта беше токму да ги видиме фидбекот и нашите политики што ги спроведуваме и кои се резултатите на терен, но исто така и поразговаравме за она што предстои, односно еден најголем дел од состанокот разговаравме за делот како подобро да бидеме спремени во подготовките за пријавувањето на субвенциите кои што следат веќе на почетокот на јули, секако дека имајќи ја на ум здравствената состојба, односно во време на пандемија, кога имаме протоколи посебни за движење и за работа. Знаеме дека во тие периоди доста добар дел од земјоделците веќе доаѓаат за апликации и како целата таа организација да биде, би рекол, имајќи ги на ум времето и здравјето на граѓаните, да бидеме заштитени и вработените секако, така да се побара и подршка од самото Сдружение Бело Злато за да бидат активно вклучени во подготовките, но секако дека и за понатамошните разговори со Сдруженијето разговаравме како се иза условите, како се изведе сидбата, секако понатаму околу цената, движењето на оризовата арпа и на белиот ориз, така да тоа беше еден, онака би го рекол, конструктивен разговор во делот на што досега го работевме, но и за оние планови кои што допрва ни предстојат, секако дека присуството и на градоначалникот беше за она негова идеја која веќе од минатата година веќе е започната со еден пионерски чекор, а тоа е за непалење на стрништата, односно на сламата која што би се обработува во хумус. Од таа страна, да кажем, од самите земјоделци, таа идеја е најдена поддршка, но секако има и одредени проблеми со кои се соочува и целата мерка и програмата во смисла на изведувањето на како да сламата стигне до самото место каде што ќе се претвори во компост. Така да, клучното би го рекол во тој аспект како субвенциите да бидеме многу поспремни, имајќи го краткото време, здравјето на самите земјоделци и ефикасноста во работава.